Илинденската и асномската борба траела, трае и ќе трае. Каква Македонија ќе изградиме, таква ќе имаме. Ова беа пораките на академците, историчарите и професорите на научниот собир по повод јубилејот 80 години од првото заседание на АСНОМ. Учесниците разменија мислења со кои дополнително расветлија одредени историски настани поврзани со Илинден 903 и АСНОМ 44 и нивното политичко и национално влијание за време на социјалистичка и денешна Македонија. Професорот Митко Панов рече дека АСНОМ е декларација за основните права на граѓанинот на демократска Македонија, борбата за еднаквост и рамноправност на сите граѓани, без оглед на народноста, полот, расата и вероисповета. АСНОМ е минатото, сегашната и идната борба за дигнитетот и правото на самоопределување на македонскиот народ. АСНОМ е вториот Илинден кој ќе остане на изначајната страница на поновата македонска историја. За директорката на архивот на Македонија Наташа Котлар, АСНОМ е инспирација во натамошното пишување на националната историја. Оваа документарна ризница сведочи дека АСНОМ, вториот Илинден, останува значајна страница на македонската нова историја, воедно инспирација и должност за натамошно пишување на македонската национална историја. Првиот човек на МАНУ Живко Попов рече дека периодот од 80 години за историјата на човештвото се само еден миг, но за еден мал народ како македонскиот представува огромна придобивка по вековната борба и страдање за да ги оствари своите национални стремежи за државност. Современата македонска држава е создадена на темелите на антифашистичката борба на македонскиот и останатите јужнословенски народи, која прерасна и во негова народно-ослободителна борба. Една од клучните одлуки на АСНОМ е афирмацијата на македонскиот јазик, порача ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Професорката Билјана Ангелова повика на негово негување, кој од суштинско значење во креирањето на припадноста кон културното обединување на македонскиот народ. АСНОМ е официјализирање на македонскиот јазик, бидејќи тогаш македонскиот јазик беше прогласен за службен јазик како еден од најзаслужните чекори за културниот и националниот идентитет на македонскиот јазик. Научниот собир ќе се одржува и во наредните 2 дена, каде ќе се зборува на тема антифашизмот помеѓу меморијата и заборавот по повод 80 години од првото заседание на АСНОМ. Настанот е во организација на Институтот за национална историја, Универзитетот Свети Кирил и Методи и Македонската академија на науките и уметностите.